Продолжува бојкотот на основното училиште Никола Карев од село Норово во општина Крушево. Дашмир Јусуфи, наставник и жител на ова село, во интервјуто за Алсат, вели дека легализацијата на новата училишна зграда е неопходна поради зголемувањето на наталитетот во овој дел од Крушево. Тој додаде дека изградбата на новата училишна зграда е направена со почитување на сите стандарди за градба, особено за училишната установа. Според Јусуфи, тоа сведочи извештајот за Заводот за испитување на материјали и развој на нови технологии из Скопје, кој ја извршил оваа инспекција по барање на жителите. Наталитет. Ова е факт дека наталитетот на албанското население во општина Крушево се зголемува и со тоа има потреба од квалитетно училиште. Нормално, од самиот почеток знаевме дека може да дојде до ова и дојде, па од самиот почеток, кога го почнавме училиштето, постојано се консултиравме со разни архитекти за планот како ќе изгледа. Постојано се консултиравме со градежните експерти, со градежните инженери за тоа како да го изградиме тоа училиште. Јусуф исто така рече дека бојкотот ќе продолжи додека не се добие надежен одговор, дека ова прашање ќе биде разгледано или решено. Јусуфи потсети дека албанските политичари го посетуваат ова село само за време на изборната кампања. Me të vërtetë e pam se rasti filloi me të madhe të politizohet. Знаеме дека бојкотот е најостра мерка што населението ние како родители можеме да ја преземеме. Сепак, навистина видовме дека случајот почна да се политизира, така што свативме дека нема да продолжиме вака. Не дозволуваме партии да градат политика на грбот на жителите на Норово. Само сакаме, по изградбата на училиштето, да има многу вакви објекти на државно ниво. Сега бараме од државните институции, прво од локалната власт, потоа централната власт, училиштето да се легализира. За проблемот, градоначалникот на Крушево Тони Христоски за Алсат изјави дека ќе се разгледа секоја можност новата училишна зграда да не се урива, туку да се стави во служба на учениците наставниот кадар. Според градоначалникот на општина Крушево, Томе Христоски, околу 90% од објектите во селата на ова општина се без план, вклучувајќи и старата училишна зграда, каде учениците во моментов посетуваат настава.